Благодарам. Па просторот ќе зборуваме кај се наоѓаме помеѓу институт каде што навистина е како јас секогаш милувам да го кажам храмот каде што се изучува македонскиот јазик. Нема да зборувам многу за просториите, ќе дадам простор и минути на професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Добро утро, нека ни е честит денешниот. Нека ни е честит. Јас сум навистина дури возбудена на овој ден, 5 мај, 80 години од кодификација на македонскиот јазик. И тоа е навистина радост за сите нас и треба да си го почитуваме. По тоа што како сте облечени македонска глаголица, македонска кирилица, можам да ја почувствувам вашата и возбуда, меѓутоа и голема радост. Така е, така. Се наоѓаме во еден невообичаен простор, ако сме надвор, нели? Па да, јас мислам дури дека е некако магичен, затоа што се тука на некој начин собрани повеќето институции кои што го негуваат, го развиваат, го почитуваат и така натаму македонскиот јазик, а со тоа и македонската книжевност и македонската култура. Значи стоиме пред двата института, Институт за македонски јазик, македонска литература, пред македонската радио телевизија, спроти, односно, нели, да. Преку улицата е филолошкиот факултет, филозофскиот факултет, целиот универзитет, нели, Свети Кирил и Методи, малку подолу е универзитетската библиотека и навистина не можевме да најдеме подобро место. Како некој магичен круг е ова во кој што се случува, во кој што може да кажеме неколку зборови зошто ни е битен или овој ден. Така е. Убаво ни ја пренесувате на нас енергијата. Македонскиот јазик во литературата, па тоа е еден раскош, каде што имаме многу дејци, писатели што оставиле не знам веќе каков збор да употребам, гигантски дела кои што влијаат и во литературата, и во историјата. Вие многу знаете да пишувате, да кажувате. Ако кажеме еден, ќе испадне дека забораваме друг, меѓутоа, ајде, како да ги истакнеме некои најважни имиња? Така, па, мислам дека не треба се да почне од, да речеме, од таа 45-та, така, од тој ден кога се кодифицираше македонскиот јазик, затоа што македонската книжевност и култура имаат многу поголема традиција од овие 80 години. Значи, ние тука мораме да го имаме предвид сето она што го направија и Кирил и Методи, ама посебно Климент и Наум. Так. И таа нивна посветеност, нели, свртеност кон глаголицата како една автентична, прва словенска, сесловенска азбука. И потоа целокупната она традиција која што се случува на овие простори, една извонредни трудови, извонредни студии кои што се појавуваат, текстови, книги, како заложба да се зачува тој македонски или некакви текстови или ракописи кои што се со македонска редакција, односно покажуваат јазични црти кои што се блиски до денешниот македонски јазик. Така што тоа е навистина една лепеза, ама 19-тиот век ни е навистина многу битен. Можеме само неколку мина да одвоиме, како што е да речеме велелепниот поет Константин Миладинов, но тука си оние заложби кои што ги направи и Рајко Жинзифов и особено Джинот, трудејќи се да остави зад себе белег како учител, но и како театарџија, затоа што се обидуваше да прави некакви театарски представи во таа со сета своја скромност со своите ученици. И секако најголемиот во тој 19 век кој што на некој начин македонскиот јазик го изнесе на сцена, тоа е Војдан Чернодрински. На почетокот на 20 век неговата македонска крвава свадба, а потоа и сите оние изведби што ги прави во рамките на својот македонски столичен театар, со тоа се удрија темелите или им се даде на некој начин патоказ на идните, особено на оние што ќе ги постават своите драмски дела меѓу двете светски војни. Тука се секако Илјовски со Бегалка, тука е Панов со Печалбари, тука е Крле со Парите со Тепувачка. Театарот, Скопскиот театар во тоа време ечеше од македонски јазик и покрај тоа што македонскиот јазик се уште не беше кодифициран и сосема на крај од овој период да ги споменеме Венко Марковски со двете збирки објавени во Софија, Кочо Рацин со својата Бели мугри објавена нели во Хрватска, потоа секако и Коле Неделковски со двете негови збирки повторно објавени во Софија, но ечеше пред почетокот на Втората светска војна македонскиот јазик, тој е народен македонски јазик, оној кој што сме го носеле од прапочеток, да речеме, таму некаде многу одамна, кој што сите го имаме како дел од нашата ДНК. Така што, ете, по конституирањето на јазикот секако почнува една, навистина, како што кажавте и вие, велелепна литература, автори многу, навистина. Се она што може би
го немавме до таа 1945-та, некако молневито ни се разви, ни се распрсна во сите жанри, влезе во сите пори на македонската култура и на тогашната секако југословенска, беше рамноправна со другите литератури и култури, така што не знам кого би одвоила посебно, бидејќи сите имаат некакво свое место посебно. И тоа е многу важно што оставиле траен белег. Имаме огромен книжен фонд што е оставен од нив. Факултетот Блаже Конински ќе одбележи 5 мај, можеби не денес, меѓутоа имате значајна манифестација. Така е. Филолошкиот факултет Блаже Конински утре, значи од утре почнува со една голема конференција. Тоа е во организација застанаа двете катедри, катедрата за македонски јазик и катедрата за македонска книжевност и култура. 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Тоа е таа голема тема на кој што потоа од своји аспекти, јазични, лингвистички, тоест и книжевни, културолошки, ќе зборуваме 2 дена, цели 2 дена, значи имаме гости од странство, значи тоа се најчесто нашите македонисти, познати македонисти, кои што се од регионот, кои што ја следат македонскиот јазик, македонската литература и култура постојано, кои што станува нивна професионална преокупација и со тоа се, да речеме, изначајни во своите средини, во српската, во хрватската и така натаму, и во словачката, во чешката, еве сами текнува кои од сега, каде од во полската, од се каде доаѓаат нели овие странски македонисти. Тоа се 2 дена. Најинтересно е што тој втор ден ќе се затвори со млади македонисти, бидејќи сакаме да им дадеме простори на идните, като ги велиме млади македонисти. Тие ќе се осврнат исто така на своји теми од јазикот, од македонскиот јазик, македонската литература и култура, и на 8 филолошкиот факултет, целата екипа кој што ќе биде дел од оваа голема конференција ќе оди во посета на спомен куќата во Небрегово на нашиот Блаже Конински. Одлично. Навистина, претходно кажав и со директорката на Институтот за македонскиот јазик, можеме навистина малку не си 24 часа, меѓутоа го посветуваме. Така. Ние така се одлучивме како екипа утринска програма, затоа што убаво кажавте, македонската радио телевизија сака да го негува, задача е, бидејќи ние новинарите основна алатка ни е зборот, го посветуваме, уште еднаш нека ни е честит. Нека ни е честит и да пишуваат и новите генерации, така ќе го зачуваат македонскиот јазик. Значи да не ги заборавиме Конецки, Јанески, Чашуле, Влада Урошевиќ, Петрема, Андреевски, да не ги заборавиме и да не престанеме да пишуваме. Секако оваа нова генерација, нели, на автори, на книжевници создава своја, нели, литература и своја култура, кој што на некој начин морам да кажам дека рамноправно стои со европската и со светската литература и култура. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Благодарам и вам. Студио.